Разговорите со другите политички партии за взаемна поддршка се во тек и одлуката со кого и каде ќе се поддржиме ќе ја донесеме до среда. Ова го изјави председателот на СДСМ Венко Филипче во однос на гласањето во вториот круг што ќе се одржи следната недела. Ние ќе донесеме конечен заклучок за тоа како ќе се поставиме и со кој ќе коалицираме следните неколку денови, најкасно до средина на следнава недела, некаде до среда. Во рамките на тие разговори, апсолутно разговараме за двете работи. Таму каде нас ни треба поддршка и таму каде ние требаме да даеме поддршка. Да, во тек се разговорите и ќе ги финишираме во текот на утрешниот ден, вторник најкасно. Се водат ли разговори со Левица, бидејќи таму каде што влегува СДСМ во втор круг нема против кандидат од Левица и обратно. Кандидатот за градоначалник на Скопје, Амар Мециновиќ, очекува да ги добие гласовите од нивниот кандидат, но вели дека се уште немале разговори. Дека тоа што се однесува оваа визија на која повикувам дека ја делиме, сметам дека голем дел од луѓето кои гласаа за господја Каја Шукова сметаа дека јавниот интерес треба да има главен фокус за една градска власт и многу други работи, сметам дека можам да ја добиам нивната поддршка. Имале никакви разговори, со никого не сме имале разговори, ни во пред кампањата, ни за време на кампањата, ни откако сме веќе во вториот круг, немало разговори. Атмосферата што се наметнува со повици за гласање по етничка основа за тоа кој кого ќе поддржува во Брвеница или пак во Кичево, според Филипче е неприфатливо. Мислам дека мултиетничкиот карактер на нашата земја, реално добрите меѓуетнички односи се нешто што треба да останат приоритет. Од друга страна, факт е дека граѓаните многу често гласаат по етничка линија. Нема да се водиме по принципот на етничката разлика, разговараме со сите политички чинители, не е тоа само Кичево, Брвеница, станува збор за Скопје, станува збор за тоа што и како ќе се поставиме во Карпуш, во Кумано. Филипче се пожали дека во општините каде имаат нивни кандидати за градоначалници се соочувале, како што рече, со притисоци пред гласањето и тоа во вид на полициски, финансиски контроли преку центри за социјална работа, а биле нудени и пари за подкуп на гласови. Поради сето ова работевме во навистина тешки околности, рече тој.